Почитувани, не знаевме дека едно писмо може да предизвика толку големи реакции и турбуленции. Ние сме зачудени. Што ли да очекуваме кога опозицијата ќе го започне најавениот бунт во следните месеци? Ги замолуваме колегите од СДСМ и останатиот дел од опозицијата да ни дадат поддршка за суштинските прашања, онаква каква што треба. Поддршка за достоинство и прогрес, а не да продолжуваат со лицемерија, напади и навреди од типот Груевски Хитлер, само и само за еден ден СДСМ и Црвенковски повторно да се вратат на власт. Во овие суштински моменти значајна и битна е само Република Македонија и нејзините државни и национални интереси, а не политичката иднина на Црвенковски и на блиските луѓе околу него. СДСМ и опозицијата треба да сватат дека мора да имаат одговорен начин на однесување. Недолично е да се критикува само колку да се критикува, па дури и по цена да станува збор за работи кои се од државен и национален интерес, или пак проекти кои што се од суштинско значење за граѓаните на Република Македонија. Како што беше примерот со тврдењето дека северната трибина на арената Филип II еден ден ќе се сруши. СДСМ треба малку да се угледа на единството помеѓу политичките партии, например во соседна Грција, или единството кое постои за клучни прашања во многу други држави од нашето обкружување. Доста е ваквото незрело однесување на Социјалдемократскиот сојуз во клучните моменти за Република Македонија. Почитувани колеги од СДСМ, во интерес на државата, ве молиме, не го злоупотребувајте овој момент. Сега не е време за ситно политичко профитерство. ВМРО-ДПМН и понатаму е убедена и останува цврсто на определбата за прогрес, реформи и просперитет на нашата држава. При тоа водејќи огромна сметка пред се за националните и државните интереси на Република Македонија. Благодарам. Значи ние бараме отворена и искрена, а не зацкриена и лицемерна поддршка. Би упатил на реакција на Министерството за надворешни работи. Може ли да добиеме еден коментар во врска со вчерашната интервју на CNN? Само да прашам, дали забележавте ироничен тон кај домаќинот што водеше интервјуто? Значи, за прв пат во историјата на Република Македонија се случува премиер или било кој официјално лице да биде гостин како интервју на CNN. Тоа интервју беше пропратено со позитивен тон за Република Македонија. Во него беа опфатени повеќе сегменти, европската иднина, економијата на Република Македонија и актуелните политички случувања. И во исто време CNN целиот тој настан го проследи, употребувајќи го уставното име Македонија за нашата држава. После интервјуто на претседателот Борис Трајковски за BBC, ова е најзначајното наше представување на било кој меѓународен медиум. Сите други оценки и карактеристики се инспирирани од желбата да се намали значењето на ова интервју на претседателот Груевски. Апсолутно, граѓаните ќе го погледнат овие денови целото интервју, веројатно и на телевизиите ќе биде пренесено, ќе можат сами да оценат. Благодарам.